ајде да не ви кажам што мислам за Македонија, туку што чувствувам. Ова мислам дека е 5-та или 6-та посета во Македонија. Секој пат кога доаѓам, се подепресивна е ситуацијата во многу полиња. И ситуацијата се влошува. Гледам работи што не ми се допаѓаат, како Европа ги занемарува овие, како на пример името, прашањето за името стана тешко, но невозможно, но во можност да блокира све друго. Поради контекстот и се ја разбирам ситуацијата и гледаме како моделите кои што можеле да бидат корисни, како на пример оние од Турција, но овој пат заминувам поинспирирана. Причината е тоа, она што јас го нарекувам дисруптивен феномен, дека се случува, и не зборувам само за студентските демонстрации, генерално чувството дека во последните 3 посети слушав, сите велат, никој не реагира, опозицијата не прави ништо, па ова, па она, па владата прави грешки, но никој не работи против тие грешки, па работите одат во негативна насока, и сега има чувство на промена. Јас не сум овде да ви судам ниту на владата, ниту пак на елементите од она што се случуваат. Но бидејќи сум заинтересиран за ангажираноста на граѓаните или граѓанската вклученост, која што може или не мора да доведе до промена на владата, бидејќи никој, ниту вие не знаете, јас сепак сум инспириран од вклученоста на граѓаните, што е навистина важно. Кога генерално видите во Европа цинизам или пак апатијата дека станува доминантно чувство, ја тогаш станувам уште по загрижен, отколку да видам некои тенденции во владата што не ми се допаѓаат. И тоа е вистина и за Шпанија и за било кое друго место. Но кога ќе видам дека луѓето се поактивни и ги преземаат работите во своји раце, мислам дека тоа е навистина инспиративно. Дури ако не успеат или ако владата е многу сложена работа и се влемешаат меѓународните страни. Што мислам за Македонија? Дека е во еден многу интересен момент. И воопшто не го судам тоа од гледна точка на промена на парламентот, и ова не е променета земја од оно што сум го видел претходно, меѓутоа со сигурност е земја која што ќе им препорачам на луѓето која што не го разгледуваат движењата овде да ги разгледаат, бидејќи многу луѓе што се случуваат. Не само политичките скандали или опозицијата е или не е во парламентот. Посебно зборувам за тоа како луѓето и активистите се чувствуваат за нивната земја и за нивната желба повеќе да се ангажираат. И за тоа за мене е инспиративно. Во однос на Западниот Балкан, проширувањето се дека има проблеми во Европа нема да се случи. Тие се жртва, се разбира, на комплицираните движења и дека 3 балкански земји на вистина прават обтешкоти, Романија и Бугарија поради враќањето назад на коруптивни практики и Грција поради економската ситуација и до некој степен Унгарија. Значи, вашите соседи ви го згорчуваат уште повеќе животот. Меѓутоа, од друга страна, доволно е вградено во европската свест дека Западен Балкан треба да биде дел од ЕУ и дека ако Европска унија не се распадне, вие сигурно ќе бидете дел од нејзе. Меѓутоа, јас не мислам дека ќе се распадне, што значи дека ќе бидете. Меѓутоа, дека хоризонтот од 10 години за секоја земја, тоа е оптимистичен, особено за Косово. Прво треба да добијат меѓународно признание и така натаму. И мислам дека во случајот на Косово меѓутоа би сметал дека на долгорочна перспектива, ако земјите од Западен Балкан не влезат во ЕУ, тоа значи дека таа значително ќе се смени. Но ако ЕУ остане нешто што е сега, гледам дека Западен Балкан ќе бидат приклучени.